Евангелие според Матеј, 13 глава. Во тој ден, откако Исус излезе од куќата, седна покрај морето и се собра околу него многу народ, така што тој влезе во кораб и седна, а сиот народ стоеше на брегот. И им говореше многу во параболи, велејки: Ете, излезе сејач да сее, и кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот, долетаа птици и ги исколваа. Други пак паднаа на каменито место каде што немаше многу земја и набргу проникнаа, зашто земјата не беше длабока. Но штом изгреа сонцето, тие свенаа, па бидејќи немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње, израсна трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, а трето 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. И кога придоа до него, учениците му рекоа: Зошто им зборуваш во параболи? А тој им одговори рече: Затоа вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Бидејќи кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не видуваат, слушаат и не можат да чујат, ниту пак разбираат. И над нив се исполнува пророштвото на Исаија кој вели: Со уши ќе чуете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело и со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји, за да не би некогаш со очите да видат и со ушите да чујат и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Вашите пак очи се блажени, бидејќи гледаат, и ушите ваши, бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаа да видат што гледате и вие, и не видоа, и да чујат што слушате вие, и не чуја. Вие пак, чујте ја параболата за сејачот. Кај секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посеаното во срцето негово. Ете, тоа е посеаното покрај патот. А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима, но нема во себе корен и е непостојан. Дојде ли неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнува. Посеаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижата од овој свет и примамливоста на богатството го задушуваат словото и тоа останува без род. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира, и кој дава род, па донесува едно 100, друг 60, а трет 30. И друга парабола им кажа, велејки: Царството Небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но додека спиеја луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. А кога израсна растението и донесе род, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа: Господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Откаде сега пак овој какол во неа? А тој им рече: Непријателот го направи тоа. Слугите пак му рекоа: Сакаш ли да одиме и да го исплевиме? Но тој им рече: Не, да не би корнејќи го каколот, да искорнете заедно со него и жито. Оставете го нека расте едното и другото, заедно до жетвата. А за време на жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за да изгори, а житото приберете го во мојата житница.
И друга парабола им кажа велејки: Царството небесно прилега на синапово зрно, кое човек го зел и го посеял на нивата своја. Тоа е најмал од сите семиња, но кога ќе израсне, поголема е од сите зеленчуци. Па станува дури дрво, така што птиците небески долетуваат и се вгнездуваат на неговите гранки. И друга парабола им кажа: Царството небесно прилега на квас, што го зема жена и го става во 3 мери брашно, дури не скисне сето. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без параболи не им говореше ништо, за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: Со параболи ќе отворам устата своја, ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа. А учениците му пристапија и му рекоа: Протолкувај ни ја параболата за каколот на нивата. А тој им одговори и рече: Сејачот на доброто семе е синот човечки. Нивата е светот. Доброто семе се синовите на царството, а каколот синовите на лукавиот. Непријателот пак што го посеја ѓаволот. Жетвата е крајот на светот, а жетварите се ангелите. И така, како што се собира каколот и се гори во оган, така ќе биде и при крајот на овој свет. Ќе испрати синот човечки своји ангели и ќе ги соберат сите соблазни од неговото царство и оние што вршат беззаконие. И ќе ги фрлат во вжарена печка, таму ќе има плач и крцкање со заби. Тогаш праведниците ќе заблескаат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да слуша, нека чуа. Царството небесно прилега уште и на богатство сокриено во нива, кој го нашол човек и сокрил, па од радост за него оди и продава се што има и ја купува таа нива. Царството небесно прилега и на трговец, кој бара убави бисери, па штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Царството небесно прилега уште и на мрежа, која се фрла во морето и уловува секакви риби. И кога ќе се наполни, ја извлекуваат на брегот и седнуваат, па добрите ги собираат во садови, а лошите ги фрлаат надвор. Така ќе биде и при крајот на светот. Ќе излезат ангелите и ќе ги одделат лошите од праведните. И ќе ги фрлат во огнена печка, таму ќе има плач и крцкање со заби. И ги праша Исус: Дали го разбравте сето ова? Тие му рекоа: Да, Господи. А тој им рече: Затоа секој книжник кој се научил за Царството небесно прилега на домаќин што изнесува од својата ризница ново и старо. И откако ги каже Исус овие параболи, си замина оттаму. А штом дојде во својот роден крај, ги поучуваше во синагогата нивна, така што сите се чудеа и велеа: Од каде кај него ваква мудрост и моќ? Нели е овој син на дрводелецот? Мајка му нели се вика Марија и браќата негови Јаков и Јосија, Симон и Јуда? И сестрите негови не се ли сите меѓу нас? Од каде пак сето тоа кај него? И се соблазнуваа заради него. А Исус им рече: Нема пророк без чест, освен во земјата негова и во домот негов. И не направи таму многу чуда поради нивното неверие.